Изборите ги вжештија социјалните мрежи, политичката реторика клучна во предизборието. Но колку сето она што го читаме и слушаме во овој период е правилна презентација на идеите на политичките партии и колку од друга страна ние новинарите се придржуваме до етичките и правни аспекти во покривањето на изборната кампања. Тема на разговор со Билјана Настаска-Калановска од Сдруженијето на новинари на Македонија. Добро утро, Билјана, и добре ни дојдовте. Добро утро. Социјалните мрежи се извор на дезинформација, тоа го знаеме, но изминатиот период и сериозен извор на говор на омраза, кој се чини многу се интензивира во изборниот процес. Неодамна пристигна информација од Комисијата за спречување и заштита за дискриминација дека ќе вршат мониторинг со цел да се спречи говорот на омраза. Но оно што ме интересира, каков е вашиот став? Стануваат ли граѓаните, политичарите, но и ние новинарите многу посилни за тастатурата во изборен период? Да, добро прашање. Мислам дека тоа е нешто кое што со години некако пулсира. Социјалните мрежи почнаа да ги користиме сите како место за социјализација, под наслов, нели? Иако никогаш првичната намена не беше тоа. Меѓутоа, да, сметам дека впечатокот во однос на храброста која што ја добиваме сите ние во овој процес е многу поголема за тастатурата, затоа што сметаме дека тоа нема последици. Сметаме дека можеби тоа што ќе го напишеме, ќе го прочита една група на луѓе која што е исто мисленик со нас, меѓутоа последиците се многу поголеми во однос на оној статус или информација споделена, при тоа непроверена, навреда на одредени лица, одредени социјални групи и така натаму. Од една страна, анонимност и дистанцата која што обезбедуваат тастатурата и компјутерот и социјалните мрежи, за да се изразуваат одредени поединци послободно, да, дава слобода. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да се искористува тоа до максимум. Не велам дека треба да се стави ограничување на изразување на ставови, меѓутоа се дека тие ставови не се спротива до оние општо прифатени правила и принципи на однесување и на слобода на говор, а при тоа да не навредуваат или повикуваат на некое наследство, во тој случај сосема во ред. Доминантен кај нас е политичкиот говор на омраза, потоа говорот на омраза на база на етничка припадност, нормално на сексуална ориентација, а потоа на сите оние групи повеќе или помалку познати на јавноста. Генерално впечатоците може да бидат измешани, додека некои гледаат на пораст на храброст на изразување во онлайн просторот, други гледаат опасност од последиците и ефектите од истото. Ја споминавте анонимноста во интернет просторот, треба да сме апсолутно свесни дека иако сме зад монитори и мислиме дека сме невидливи, не сме невидливи и дека говорот на омраза е кривично дело, но казнивоста е неопходна во пракса за да може да се спроведе некаков ред. Во контекст на ова, сакам да проговориме за последната судска пресуда во корист на Сдруженијето на новинари, каде од профил на социјалната мрежа беше напишан навредлив коментар. Да, со оглед на тоа дека се наоѓаме на национален медиум, нема да одиме во детали во однос на тоа како беше напишан, беше навистина експлицитно. Станува збор за коментар напишан во август 2021 на социјалната мрежа, односно социјалната страна, официјална фан страна на Сдруженијето на новинари на Македонија. Профилот беше Сашо Митев, каде што според пресудата на основниот кривичен суд, лицето Сашо Митев, кој што патем беше реална личност, не беше лажен профил, е виновен за член 394г од Кривичниот законник и се осудува на 3 месеци затвор, која нема да се изврши доколку не го повтори делото во рокот на 1 година. Ова беше на крајот на 2021 примена пресудата кај нас, секако така беше споделена со медиумите во Македонија. Во барањето за кривично постапување од ЗНМ се аргументира фактот дека ваквите коментари представуваат кривично дело, но и дополнително се укажува на тоа дека преку казнивоста можеби представува и едно предупредување и можеби ќе ги одврати оние кои што повторно планираат да направат нешто слично. Која е целта на сите овие информации? Која е целта на пресудата? Ова е прва пресуда ваков вид во однос на граѓански организации, но ќе се намали неказнивоста. Целта е да се пријават сите нерегуларности. Говорот на омраза е казниво дело. И тоа треба да се знае и доколку се забележи, треба да се пријави до соодветни институции. Во нашиот случај тоа беше во сектор за компјутерски криминал и
форензика при МВР. Токму ова што го споменавте, да знаеме ние граѓаните дека имаме алатка како да се заштитиме. Токму тоа е поинтата. Така. И говорот на омраза во онлайн просторот беше причина за да се донесе и кодексот за однесување за време на изборните процеси и референдуми, кој што е изготвен од АВМУ, УДХР во соработка со релевантни институции, меѓу кои и ЗНМ. Почитувањето на кодексот го следи координативно тело. Какви алатки имаме ние граѓаните за заштита? Со распишувањето на парламентарните и на председателските избори официјално почна со работа координативното тело, иако се подготвуваше месеци наназад, тоа е од минатата година. Координативното тело постапува по испраќање на представки кои што можат, има формулар на самата страна, изборен кодекс online.mk. Не станува збор само за говор на омраза, туку станува збор за ред нерегуларности кои што граѓаните, новинарите, па и самите политичари или било кој што влегува нели во категорија граѓани, сите ние влегуваме, може да пријават со представка за кој медиум станува збор конкретно, а потоа координативното тело делува во однос на представката. Членови на координативното тело се и сите ние граѓански организации кои што бевме во работната група во составување на ова координативно тело. Зборувам за Сдруженијето на новинари на Македонија, за Советот за етика на медиуми во Македонија, за Фондацијата Метаморфозис како факт-чекери, за ИКС и АВМУ, нормално како дел од ова координативно тело. До сега она што можам да го забележам на нивната страница е објавена само една пристапка по која што е одлучено. Меѓутоа во неофицијален разговор со членовите од комисијата од координативното тело, има се уште представки на кои што треба да се разгледуваат. Она што е важно е доколку стигне представка во која што треба да се провери некоја информација, во тој случај се активираат и членовите од Метаморфозис, односно факт-чекерите. Доколку стигне представка во која што треба да се провери етичноста во информацијата, има советна чест при ЗНМ или пак до Советот за етика во медиуми во Македонија. Така што добро се распределени обврските, само апелирам до граѓаните да пријавуваат доколку забележат нерегуларност. Слободно можете да пријавите на изборен кодекс online.mk и оттаму нашите колеги професионално ќе си ја преземат обврската да ја разгледаат таа представка и да биде спроведена како што треба. Ајде малку и за нас. Нашата задача во целиот овој изборен процес е коректно, непристрасно, урамнотежано да известуваме за текот на истиот. Себо ова го контролира, да кажеме, и прирачникот за етичко известување кој што е изготвен во 2020-та. Каков е впечатокот? Колку сме навистина коректни, непристрасни и урамнотежени во известувањето? Сдруженијето на новинари на Македонија е граѓанска организација која што не врши мониторинг на овие процеси, тоа го прават другите организации како што и претходно споминавме, но ние сме тука да ги повикаме нашите колеги и медиумите да се придржуваат до кодексот на новинари на Македонија и до етичкиот изборен кодекс кој што, како што кажа, беше изработен во 2020. Автори се Марина Тунева, Младен Чадиковски, Насер Бислими и Емилија Јаневска. Зошто го зборуваме? Затоа што во овој кодекс се на еден начин расчленети сите начала од кодексот за етика за новинари. Не е случајно составен тој кодекс. Целта на медиумите е да бидат гласот на народот. Целта на новинарите е да бидат гласот на народот. Сите ние кои што работиме во јавност одговараме пред граѓаните и сме должни пред нив да ги представиме нивните стравови, нивните прашања, нивните грижи во однос на политичкиот процес. Како што сме должни од другата страна да ги представиме и политичките партии, сите оние кои што се дел од изборниот процес. Но одговорноста на новинарите и медиумите не завршува со завршувањето на изборниот процес, напротив, продолжува понатаму со изготвување на анализи, со прегледување на целиот изборен процес, со точно навремено информирање за се што се случува во овие неколку недели додека нели трае ова изборно лудило. Целта е да се покажат двете страни, целта е да се обработат сите информации и да стигнат до граѓаните. Целта е да се стават граѓаните пред политичките партии и пред сите оние кои што се кандидираат со цел да се одговори можеби на некои прашања кои што не се вклучени во нивната програма. Ние сме тука да информираме за двете страни. Така што докаде и како е изборниот, односно регуларностите во однос на нашата професија,
не би можела да навлегувам, како што кажав, не вршиме мониторинг, меѓутоа зборуваме за личниот пежаток, нели? Новинари како новинари, да. Па добро, имавме еден случај минатата недела кој што влезе во регистарот на напади на новинари на Македонија, кој што го води ЗНМ. Повеќе од тоа во моментов и немаме некоја информација, но доколку нели се забележат нерегуларности, доколку има напади врз новинари, ЗНМ води регистар на напади, ние сме во координација постојано со конкретни институции, доколку се случи, ова имаме контакт точка во ОЈО, која што е надлежна за напади врз новинари, дали станува збор за вербални, физички напади и слично, нашите колеги знаат дека може тоа да го пријават кај нас. Имаме бесплатна правна помош за новинарите, која што си го презема случајот и оди понатаму. И сакам да завршиме повторно со дезинформациите. Еден од начините како да препознаеме дезинформација е унапредувањето на медиумската писменост и на ова се мисли и се работи. Дигиталната платформа Јасно МК го привлече моето внимание изминативе денови. Ајде да им кажеме и кои се на гледачите како функционира и која е целта на Јасно МК. Јасно МК беше официјално промовирана во февруари 2024 година, иако се подготвуваше извесен период наназад. Инаку станува збор за иницијатива која што спроведува Сдруженијето на новинари на Македонија во соработка со UNDP, програмата за развој на Обединетите нации. Целта на платформата, како што кажа и ти сама, е да се разобличат дезинформациите. Посебно родово базирани дезинформации, кои што никако забележуваме дека паѓаат во сенка. И да се стави акцент на локалните заедници. Тоа значи дека доколку било кој граѓанин, било кој од нас забележи информација на јасно.мк, пријави дезинформација, може директно да ја пријави нашиот тим од новинари, од неколку регионални центри на ЗНМ, кој што функционира во координација нормално со координаторите и новинарите кои што се оттаму. Ќе ја истражи информацијата детално и ќе ја објави. Би сакала да изделам некои два наслови кога станува збор за родово базирани дезинформации, доколку вашите гледачи немале можност да го погледнат сајтот јасно.мк. Одлука за отказ од Охридска болница остави болничарка гладна и премрзната на улица. Валентина Пурдеска, светски судија во карате и виш затворски полицаец, жена дели правда на татамите и спроведува ред меѓу мажите што ја прекршиле правдата. Сакаме да дадеме акцент на се она кое што можеби било маргинализирано во текот на годините. Јасно МК нема да престане да постои, туку ќе продолжи понатаму и се надевам дека ќе биде извор на инспирација за одредени информации кои што може да се пласираат и благодарение на пласманот при тоа да бидат решени и да бидат доведени пред окото на јавност. Во меѓувреме уште еднаш потсетуваме да бидат внимателни што се читаат на социјалните мрежи и во поглед на дезинформациите, но да не предомолчуваат нашите граѓани пред говорот на омраза. Апсолутно, и знаете дека секогаш можете тоа да го пријавите во Сдруженијето на новинари на Македонија. Не заборавајте, секоја нерегуларност може да биде пријавена и ќе биде разгледана од Советот за етика. Благодарам, Билјана, за гостувањето. Чекаме да завршите изборите, па ќе се сретнеме повторно овде да видиме дали граѓаните наистина реагирале. Благодарам на поканата.